благодарам на представниците на седмата сила што се собравме овде, да представиме уште едно Т. Како што знаете, Volkswagen има специјална дезигнација на своите SUV модели. SUV моделите се се популарни, не само во европски, туку и во светски рамки. И затоа, покрај 5 досегашни SUV модели, Volkswagen реши на пазарот да поведе уште еден. Да ги повториме: T-Cross, Taygo, T-Roc, Tiguan и сега до моментот Touareg. Меѓутоа, помеѓу Tiguan и Touareg влегува убавец, Tayron, кој што ќе ви го представиме денеска. Вие ја следите проблематиката веројатно многу посериозно и сметаме дека овој автомобил навистина ќе го пополни тој геп помеѓу Tiguan и Touareg и ценовно и димензиски и дека ќе биде навистина успешен на нашиот пазар. А повеќе за тоа од моите колеги. Добар ден и од мене. Да се представи Tayron ќе биде така еден мал предизвик, меѓутоа има што да се каже, па може да почнеме. Јас ќе се фокусирам на името на моделот Tayron, за кој што нема официјална приказна на Volkswagen што точно стои зад името. Меѓутоа, токму тоа е енигмата која што ќе разгледаме. Во истражувањето, во 3 насоки се одвива испитувањето на потеклото на Tayron. Првата можност е дека се работи за кованица од 2 збора, слично како кај Tiguan. Во конкретниот случај, кованица меѓу зборовите Tiger и Iron, тигар железо, односно символ за моќ, цврстина, робусност и динамика. Втората насока за опис на името Tayron е поврзување со популарно име од англиското говорно подрачје Tayron, кое што така искуствено најчесто се поврзува со корпулентни ликови од спортот или од забавната индустрија, што исто така сугерира на обликот на моделот, на неговата големина и на неговата робусност. А третата интересна паралела е поврзување со географски и историски поеми од Карипскиот регион, Тайронскиот национален парк, односно Тайрона националниот парк во Колумбија, кој што се одликува со огромно пространство и невидени природни убавини. А втората е Тайронската цивилизација, античка цивилизација што постоела на територијата на денешна Колумбија, која што била многу вешта во архитектурата, во рударењето на злато, во можноста да формира општествени заедници. И сите овие можни потекла на името Tayron практично на еден интересен начин опишуваат неговата природа. Tayron е еден исклучително повеќе наменски модел, кој што може да одговори на широк опсег на барања со неговите богатство, карактеристики и особини. За нив повеќе ќе каже колешката Камила. Благодарам што сте денеска тука со нас и многу ми е драго што имам честа и приликата да го презентирам овој наш нов модел. Новиот Volkswagen Tayron е член на SUV семејството на Volkswagen и како што и претходно кажавме, е позициониран помеѓу Tiguan, кој ни е веќе многу добро познат, и помеѓу луксузниот Touareg. Со мене би одела полека околу деталите. На горешноста на Tayron може да забележите дека е слична со Tiguan, меѓутоа имаат и многу различности. Кај Tayron може да забележиме дека предното и задното Volkswagen лого се осветлени, решетката има поразличен дизајн, но секако тука е задржан добриот коефициент на отпор со соодветните конструктивни решенија, кои го возможуваат тоа да биде супер ефикасен и да се дополнува потребите на сите различни типови на купувачи. Кај Tayron, оно што можеме да го веднаш кога ќе влеземе внатре во возилото, може да забележиме прострена внатрешност со дисплеј, кој стандард доаѓа со 12,9 инчи дисплеј, меѓутоа опционално може да биде и до 15 инчи дисплеј. Внатре може да имаме избор на осветлување, во зависност од расположението на возачот. Може да имаме различни опции, како овие што ни се тука представени.
имаме стандардни RGV микро седилишта. Околу поголностите кои ни ги нуди Tyron и она што е различно од тива на тоа дека имаме верзија со 7 и со 5 седишта, што возможува Tyron да биде достапен и поголем за големи семејства, но не само за големи семејства, туку и за друг тип на авантуристи кои сакаат да се дозволат уживање во неговите перформанси. Ќе го разгледате подоцна и вие, засебно, и ќе ги забележите 7 седишта, кои ги имаме представено кон овие два модели. Но морам да го напоменам багажниот простор. Иако е со 7 седишта, багажниот простор кај Tyron е огромен. Кога е со 7 седишта имаме 850 литарски гепек, кога е со 5 седишта 885 литри, додека кај е хибрид варијантите, тогаш гепекот е помал, меѓутоа сепак е доволен, 705 литри. Димензиите на Tyron се помеѓу Tiguan и Touareg. Должината е 4700 мм, висината 1853 1653, додека Tyron исто така може да се попали со големо компјутно растојание од 2688 мм и со тоа тој ја покажува неговата стабилност и со тоа го возможува внатрешниот простор да биде уште поголем за патници да го се возат во него, особено вториот ред седишта. Двата модели кои ни се денес исто така представени се со дополнителна опрема од 19-инчни катанија тркава и се во Elegance варијанта. Tyron се нуди во Life, Elegance и Airline варијанти и обсегот на мотори е широко распространет. Може да биде од 1.5 TSI мотор се до 2.0 TSI мотор, 2.0 TD и хибрид варијант. 2.0 TSI и TD моторите може да бидат опремени со 4x4 4Motion погон на сите 4 тркала, кој возможува секако движење по лоши патишта, по планини и возможува поголема стабилност. Сите верзии се опремени со DSG менувач, кај е хибрид варијантата, тоа е 6-та, додека кај останатите мотори DSG менувачот е 7-степен автоматски менувач. Друго што би нагласила во овој модел е неговата динамичност, неговата робустност и безбедносните системи кои ги нуди овој модел. Опремени со највисока технологија, системи сега како Travel Assist, Lane Assist, Style Assist, се што може да биде направено се овој модел нуди. Технологијата на светло исто така добро позната. IQ Light матрикс светло можеме да видиме во сивиот модел. И за останатото ве поканувам сите заедно да разгледаме и да поставите некои прашања од кои и ние ќе научиме нешто повеќе. Благодарам. барем во поглед на тоа што е остварен купен приход, редови. И не се жалиме за профитот, може да биде секогаш подобар, се разбере. Меѓутоа, тука сме не за да направиме прост профит, тоа во предните 20 години кога почнавме, тука сме за да останеме. Така што, но обрат од 100 милиони евра на македонскиот пазар е наистина за респект, и тука сакам да се заблагодарам на сите мои колеги и колешки, кои што наистина прават сериозен придонес во таа приказна, наречена буквално задоволство на клиентите. И се надеваме дека наистина така ќе продолжи со новата палета на производи, не само кај Volkswagen, туку и кај сите други брендови. Сметам дека ја имаме таа компетитивна предност, меѓутоа посебно имаат сите автомобилски производители
произведуваат автомобили, сите влегуваат во сите сегменти, сите сакаат да бидат премиум, сите сакаат да направат повеќе, што е може да разбирливо. Меѓутоа, тоа што е нашата компаративна предност со сите останати е што ние сме наистина многу блиски со клиенти. Имаме една широка база на клиенти кои што се надевам дека ќе ни остане уште долго во нашата портфолио. А сега ќе ги замолам представниците на седмата сила да се придружат овде за заедничка фотографија. Денес му посакуваме добре дојде на уште еден Т модел во Volkswagen семејството, кој што ќе ја допотполни гамата на SUV спортско корисни возила на брендот Volkswagen. Покрај досегашните 5 Т модели, кои што се викаат T-Cross, Taigo, T-Roc, понатаму Tiguan и Touareg, со новиот Tayron ќе ја потполниме празнината која што се наоѓа димензиски и функционално помеѓу моделот Tiguan и Touareg. Ова ќе биде навистина адекватен модел за македонскиот пазар, кој што ќе направи многу клиенти навистина среќни. Се работи за релативно големо спортско корисно возило со познатиот Volkswagen квалитет и Volkswagen технологија. Нашите очекувања се навистина големи, а за понатамошни информации и тест возење повелете кај нас.